Почитувани гледачи, добра вечер и добре дојдовте во уште едно ново издание на емисијата Ваш термин. Се надевам дека и во ова ново издание ќе го задржиме вашето внимание докрај со на тема на која што нели ќе разговараме денес. Години наназад, од кога некако оваа технологија нова и модерна се разви и им се пласира на децата, ми се чини дека говорот и развојот на говорот кај децата стана многу чест проблем. Некако децата покасно почнуваат да прозборуваат, имаат проблем заради тоа што нели немаат повеќе говорна комуникација, туку повеќе се обкружени со технологијата. И денеска одлучивме да разговараме токму на оваа тема, односно говорно-јазичните отстапувања кај децата. Многу ми е драго што денеска во студиото со мене овде магистар Ана Петреска, која што е логопед и ни доаѓа од Сдруженијето Интеракција Плюс. Ана, ти благодарам што дојде време и што дојде да денес бидеш овде наш гост. Да, благодарам за вашата покана. Вие во самата најава всушност ги броивте сите фактори зошто доцни говорот кај детата и навистина ова е една убава можност да поразговараме за една тема која што директно ги засега децата. Некако ми се чини дека и ние што ги водиме овие емисии, многу малку одвојуваме време за децата и некако си ветив дека почесто ќе одвојувам теми кои што се поврзани со децата, бидејќи на вистина треба овие информации да се достават до родителите за да пак знаат навреме кога треба да реагираат. Јас морам да ве исправам пофално, напротив, ги следам вашите емисии и гледам дека вие задржувате еден тренд, поканувате гости од нашата област и навистина мислам дека родителите и доследно се информираат што значи правилен говор на јазичен развој, што значи правилен говор и како треба да се следи. Меѓутоа, секако дека треба да има и уште повеќе емисии од ваков карактер. Да се надеваме дека ќе биде така. Ајде да започнеме емисијата на почеток да ни кажеш кои се најчестите говорно-јазични отстапувања во детската возраст. Така, интересно прашање. Инаку говорно-јазичните отстапувања кај децата може да бидат различни и многу бројни. Прво, како доминантна причина, денеска се повеќе го гледаме подоцнежното прозборување кај децата, односно имаме деца кои што се на својата, мислам, 2 или 3, па дури и 4 годишна возраст, а се уште доцни нивниот прв збор, односно децата немаат развиено експресивен говор, а гледате дека ве разбираат, дека имаат поидовна основа за говор, меѓутоа експресивниот говор доцни. Понатаму, меѓу 4-та и 6-та година, тука се бројуваат проблемите со изговорот на некои гласови, како што се С, З, Ш, Ж, Ч, Дж и Р и Л, некаде околу 5-та и 6-та година. Во еден помал процент се забележува и пелтечењето меѓу втората и петата година од животот кај детето може да се појави во една преодна фаза, но и не мора да значи и веќе кога детето ќе појде во прво оделение може да се забележат проблемите со читањето и пишувањето и исто така кога зборуваме за неправилниот изговор на гласови, тука можеме да ги споменеме и оној скратен телеграфски говор, каде што децата испуштаат сврзници, предлози, прилози за место, за време и тоа е тој оној граматичен говор и тоа е онаа состојба која што се повеќе се забележува помеѓу 5-та и 6-та година, исто така. Така. Јас напоменав и на почетокот, како што и вие нели ме потврдивте, дека некако овие години наназад, претпоставам дека можеби од кога вие сте практично вклучени, да кажеме, во процес на работа, многу е чест проблемот со развојот на говорот кај децата. Што мислите според вас, што се причините за сето ова? Дали на вистина технологијата е таа првична? Не сакам погрешно да се свати дека технологијата е апсолутно лоша. Нормално ова е ново време, ние преку технологијата многу брзо, не многу брзо, туку најбрзо дознаваме се она што не интересира и тука и во светот. Меѓутоа на технологијата никако не е место да биде
алатка или придружник на слободното време или занимација за дете кое што има 2 или 3 години, кое што сега допрва треба да го гради својот правилен говорно-јазичен развој и да впива нови информации. И знаете, кога вие на дете од 2 или 3 години, ако би била сосема искрена, би кажала дека родителите дури уште како бебиња им даваат таблети, детски и така натаму, за да гледаат видеа, клипови и така натаму. Вие всушност му го прекинувате патот на детето да развива една жива, непосредна комуникација, на принцип прашање, одговор, односно да запрашува, да биде љубопитно, да ве повторува и сето тоа. И затоа кај децата гледаме рапидно заснување на говорно-јазичниот развој, односно таблет може би да и сето тоа, меѓутоа никако не повеќе од половина час во денот и содржините да бидат исклучиво на македонски јазик, а неретко се прави грешка кога родителот ќе му даде на детето таблет и при тоа содржината ќе биде на англиски јазик и ние се повеќе гледаме дека децата всушност ги знаат броевите на англиски, боите, дури и азбуката, исто и песничките, дури ако го запрашате која песничка ја знаеш, детето може комплетно да ви каже една песничка на англиски јазик, не заради тоа што детето е виновно или не, мислам, затоа што тоа едноставно слушало и гледало. Значи содржините да бидат на македонски јазик и што е можно помалку, да се стави акцентот на жива, непосредна комуникација, затоа што само тоа е предуслов за правилен и добар говор и говорно-јазичен развој. Так. Ана, предпоставам дека во вашата пракса има дечиња кои што исто употребуваат технологија, но немаат проблем со говорот, но има деца кои што токму баш од технологијата и им е спречен развојот на говорот. Што е разликата, што е причината дека едните се јавува пречка, кај другите не? Да, ова е интересно прашање и секако дека треба да се направи разлика и не можеме априори да кажеме дека секој дете кое што не знам, мислам таблет или што и да користи дека ќе има проблем со говорот. Има деца кои што, како што рековте вие, одлично, например, знае македонски, англиски, нема никаков проблем со фондот. Сега зошто другите, останатата група има проблем? Секако дека тука не се само доминантните причини таблетот и екран, туку тоа се дополнителна причина која што го засилила овој проблем во говорот. Тоест, например, тие деца и во анамнеза и во секога ќе погледнете, ќе видите дека постоеле некакви предуслови за подоцнежно прозборување. Например, детето било предвремено родено, било во инкубатор или имало менингитис, имало некоја состојба која што едноставно го направила така по-нежно, малку едноставно и тие дури ги водиме како високо ризични деца или едноставно подоцна прозборувало. Сите деца не прозборуваат во исто време, некој ќе прозбори на 3 години, меѓутоа ќе прозбори супер брзо и се и дури ќе надокнади тој празен за разлика од некој дете што прозборувало на 9 месеци или година дена. Меѓутоа, значи, ако кај некој дете веќе сме имале некакви предуслови за да подоцна се развива говорот и уште ако на тоа сакајќи родителите, бидејќи сегашните, мислам, општо животот и темпото е многу брз и родителите, јас сум свесна дека немаат доволно време да поминат со своите деца и сакајќи да детето сепак следи, се едуцира и како замена да гледа, да слуша и сепак говорно-јазичниот развој е стагнирал, меѓутоа нормално дека секако има улога и тоа како говорно-јазичниот развој почнал кај детето. И затоа некои деца може да немаат никаков проблем и гледајќи, а некои да имаат. Обично, значи, правило е детето до 3 години веќе да говори и да има комуникација и конверзација со околината, со најблиските и така натаму. Така. Која е првата, како да кажам, првиот сигнал, кога треба на еден родител да му се посочи
дека да му посочи дека треба веќе да го однесе еве кај Васка и логопед за да се дознае што е причината. Вака, значи како што рековме, секое дете не прозборува во иствременски период. Но веќе границата е велам 3 години, 3 години, да. Сега, за дете од 3 години се смета дека треба да има изборовен фонд од 50 на зборови и сето тоа. Меѓутоа ја секогаш велам, не се врзувајте за бројката, колку зборови има или има малку помалку тоа. Клучот е дали детето има активен зборовен фонд, дали има активна конверзација, бидејќи секој дете кој има активен фонд и од 20 на зборови се очекува дека тоа за многу брзо време ќе го надогради тој зборовен фонд. Сега кога ќе се запали таа црвена сјаличка, ако детето веќе 2 години, 2,5 и сето тоа гледате дека созрева, расне физички, меѓутоа во неговиот говорно-јазичен развој не се случуваат нови работи, односно немаме напредок, се ограничува на тие зборови, например, мама, тато, баба, недо што тоа е еден основен вокабулар кој се учи интуитивно, дури што би било ако не се тие, ако гледате дека не пробува да поврзува два збора и сето тоа, немаме напредок. Значи не мора и да има 3 години, ако има и 2,5 и 2 години и 9 месеци, па и 3, а нема напредок од на основно ниво, секако дека треба да се побара помош за дефектологот и логопедот заеднички да видат од каде треба да се започне. Така. Што треба да преземе еден родител која ќе примети дека еве уште од 1 година детето некако не се развива како што треба? Што треба како треба да постапи во однос на тоа, нели, за да почне некако да му го, како да кажам, да му го подпомогне развојот. Така. Вака, значи, например, периодот од година дена е се уште мало дете. Најраната возраст од која што се подложува детето на било каков говорно-јазичен или стимулацијски третман за говорно-јазична стимулација, тука првично се започнува со дефектолог, меѓутоа најраната возраст е некаде 2,5 години. Меѓутоа во секој случај треба да се обратат кај стручни лица. Да, кај дефектолог, значи прво дефектологот да направи една проценка, каде што се проценува грубата, фината моторика кај детето, понатаму како детето реагира кон нова средина, дали детето е можеби премногу инфантилно за негова возраст, премногу врзано со своите родители, едноставно, а ние како логопеди, кај дете кое што се уште нема развиен експресивен говор, правиме преглед така што му се покажуваат слики со поими на предмети или мислам било што, слики, дидактички материјали, каде што гледаме да видиме дали детето некој од тие поими ќе ги повтори на негов јазик или децата кои што најчесто немаат уште изградено експресивен говор, најчесто поимот и значењето ги поврзуваат асоцијативно. Например, ако види миксер ќе ви каже мама, или ако види автомобил ќе каже тато, или ако види чаша дедо, во смисла дедо пие или мајмун, банана и така натаму. И ние врз основа на тоа ќе видиме дека да, тоа дете има зачетоци на експресивен говор, има поидобна основа и треба да се работи само на проширување на неговиот фонд и да се подпомогне говорно-јазичниот развој. Меѓутоа, во секој случај, ако види родителот дека општо говорно-јазичниот развој стагнира, прво треба да се пристапи со дефектолошка, па потоа логопедска проценка. Обично тоа оди тимски и оди заеднички. Вака сега малку да ни кажете околу диагностиката. Да. Еве сега, например, еден родител веќе се сомнева дека неговото дете има проблем, доаѓа кај вас и вели моето дете говорот не е се уште добро развиен, сакам да знам зашто станува збор. Како оди процесот, да ни објасниш? Така, значи диагностиката е еден преглед во суштина, кај детето мора да тече многу неформално. Значи детето не сме да ве осети нека сте формален, строг или крут, затоа дефектологот конкретно прво, значи секогаш индикатор ни е возраст. Ако се работи за задолжен одговорно јазичен развој и мало дете од 2,5 или 3 години,
прво се взимаат нормално анамнестички податоци, Така. се запрашува и за бременоста на мајката и како воопшто, дали детето имало баблинг, кога е никнат првиот зап, потоа и кога детето проодело, дали малку подоцна или порано, затоа што и моторичките способности се врзани со тоа кога ќе дојде, кога ќе се појави говорот и потоа се пристапува кон обсервација на детето, каде што дефектологот ќе испитува грубата, фината моторика, кога ќе му дадеме да фрли топка, понатаму да направи некои телесни движења, да скокне, понатаму со наша помош одење по греда или исто така ќе му дадете ајде во овие топчиња, пробај да се фрлиш, да видите какви реакции има или покажи каде е твојот нос, каде се твоите очи, дали детето има базични спознавања за неговото тело и понатаму кога дефектологот ќе види и како реагира општо, дали има некои извици, дали знае да имитира животни, ономатопејата кои што одговараат на неговата возраст и дефектологот во суштина го обсервира вниманието, дали детето може да задржи внимание, некаде се очекува 15 на минути, да може 10-15 минути да се задржи на една активност и дефектологот може да каже да, јас видов, во глобала нема сериозни засегања во развојот, да, говорот доцни треба да се стимулира и потоа логопедски исто се гледа каков е неговиот фон, дали има зачетоци во говорот јазикот и обично кај децата каде што треба почетна говорна јазична стимулација се оди со тоа 1 час да биде логопедски, 1 час дефектолошки. Тоа е динамиката по која што се работи. И колку време е потребно вака практично кај вас да се доаѓа за да се среди говорот или пак е тоа индивидуално? Нормално дека крајната рамка за колку време детето комплетно ќе напредне и се не може никој да ја предвиди децидно, меѓутоа 3 месеци, помеѓу 1 и 3 месеци е периодот од 3 месеци континуирано следење кога се очекува детето да има едно подобрување од 50 до 70% за разлика од она во која состојба дошло, меѓутоа може да биде и малку пред тоа, малку потоа, тоа зависи и од детето со каков почетен говорен статус дошло, колку време, дали може би малку и подоцна се дошло, па ќе треба повеќе време, меѓутоа третиот месец е како една почетна рамка во која што детето треба да следи логопедски и дефектолошки третмани, па потоа да видиме дали треба да се работи уште на наредно ниво во однос на говорот и јазикот. Дали оставате и на родителите дома со нив да работат, бидејќи навистина и тоа сметам дека е многу важно? Апсолутно, ние, значи, после часот на секое дете, им се кажува на родителите или некогаш и баба и дедо кој да го земе, што сме работеле, како сме поминале, што е она што дома треба да се работи. Обично дома ги даваме задолженија да се работат, да се повторат оние работи што детето малку потешко ги совладува, па нормално со повеќе повторувања, вежбања, дека и побрзо ќе се научат. И секогаш, значи јас препорачувам да за да воопшто се подобрува говорот и развојот кај децата, родителите и дома да користат дидактички материјали, едукативни книги преку кои ќе се збогатува говорот и јазикот, не да биде тоа главно во фокусот, мора да се чита, да го присилуваме детето, бидејќи детето мора да има и да му оставиме простор и време за и слободна детска игра, да истражува што сака тоа да прави, меѓутоа половина час пред спиење е сосема доволно на детето и да му се прочита една приказна или една едукативна книга кога родителот ќе види дека детето е во расположение, има волја, сака едноставно да му покажува, види ова што е, дали знаеш и сето тоа и ќе видите како детето полека ќе буди интерес и ќе почнат и првите зборови, односно детето ќе почне да разговара поврзано со она што вие му го приложувате како содржина. Така. Додека говореше околу одстапувањето за говорно јазичните одстапувања, кај децата го спомена пелтечењето. Никогаш не сме говореле на една таква тема, кога станува збор, би сакала малку повеќе нешто да кажеме околу тоа. Зошто се јавува пелтечењето и обично
Која е таа Так. возраст каде што се јавува кај децата? Пеутечењето може да се, јас затоа и го спомнав, може да се појави токму помеѓу тој период, помеѓу 2,5 и 5 годишна возраст. Кај некои деца се појавува токму помеѓу 2,5 и 3 години, кај некои деца баш помеѓу 5 и 6 години, баш во тој период кога веќе треба да се започне и во прво деление. Зошто се појавува? Факторите исто така се многу бројни, литературата набројува многу фактори, каде што уште не е, не е утврдена доминантната страна, лева или десна рака и сето тоа, меѓутоа моето искуство покажало дека кај децата каде што се појавува пелтечење, да претежно поголемиот дел од нив се премногу сензитивни, сензибилни деца, склони кон тоа и да се исплашат лесно и сето тоа, емотивни исто така и многу често и ние во анамнеза сме добивале зошто, например, за пелтечи имаше блиско другаче со кое што се раздели или нешто и во семејството се случило, например, дури и разводите знаат да придонесат, значи бидејќи тоа се така сензибилни. Дали може некој стрес да предизвика така? Апсолутно, значи позадината на секое пелтечење помалку или повеќе во 90% од случаите е психолошка. Некое дете можеби тоа ќе го надмине побрзо и во себе без да предизвика никаква надворешна манифестација, а децата каде што ете така се поемотивни, не се толку цврсти како личност, бидејќи тоа се сепак деца, може да се случи тоа пелтечење и исто така и тука се користат многу техники за продолжен говор, односно да се смири говорното темпо, меѓутоа најважно на крајот од рехабилитацијата е да се контролира, да се постигне моментот на самоконтрола. Тука се користат и вежби за дишење, бидејќи фокусот е да се смири детето и да полека. Обично тие што пелтечат и брзо говорат и уште повеќе тоа го предизвикува. Уште повеќе, меѓутоа ние секогаш им велиме, бидејќи никој не може да каже дека ние ги завршивме третманите, веќе пелтечење нема, меѓутоа никој не може да каже дека во дадена ситуација на стрес, испрашување, приредба, сето тоа повторно да се појави, а затоа е многу важен моментот на самоконтрола. Детето од техниките кои што веќе ги научило кај нас да ги искористи во тој даден момент, бидејќи секој човек кој пелтечи тој и интуитивно чувствува кога тоа ќе се случи и затоа тука се многу важни тие техники на самоконтрола. Така. Значи во секој случај може да се реши овој проблем, меѓутоа во некои состојби понатаму во животот, во текот на животот на едно дете, може да се повремено да се јави. Ја знаете зошто ова го говорам моментот на самоконтрола? Затоа што добро, ајде докажете се вие. Затоа што некогаш родителите знаат да кажат да се јават и по година и по две, тој почна пак така да зборува. Сега, ние за да им кажеме дека може би понатаму пак, затоа што тој е таква индивидуа, таква личност, темперамент, сето тоа, мора да се внимава на моментот на самоконтрола, инаку има прекрасни техники, значи тоа се да се смири, детето да полека зборува, исто лицевата масажа, продолжениот говор во акција, каде што им даваме нешто да држат, нешто да цртаат додека зборуваат, да се иземат од грчот. Има прекрасни техники кои што многу помагаат и имаме деца и деца кои што навистина успешно излегле од таа состојба, меѓутоа некогаш во животот може и понатаму да се појави во многу мала манифестација и затоа тука за да им помогнеме им велиме моментот на самоконтрола е битен за понатаму, затоа што не може и постојано нели во животот да се посетува логопед. Значи во секој случај вие им давате насока, меѓутоа тие треба сами да успеат некако понатаму тоа да го контролираат кога веќе ќе бидат така малку како што кажавме потемпераментни во говорот, да се обидат да посмирено говорат за да не почнат да пелтечат. Ме интересира и со оние букви кои што ги напоминавте, Р, Л, тие се едни од потешките букви за изговор, дури пак можеме да забележиме нели од нашето обкружување во секојдневието, дури кај некој останува говорна мана цел живот. Зошто тие не можат да го совладаат тоа изговарање на Р и Л? За гласовите, и Ш и Ч, не знам,
А за гласовите, еве ШЖЧ, тие се малку например, кај веќе оформени личности, возрастни, студенти, адолесценти, па натаму и возрастни, се ги гледаме како шушкање, шушкав стигматизам и сето тоа, каде што воздушната струја се распространува дифузно и се слуша тоа шушкање. Зошто не може да се совлада? Најчесто е, да речеме, поминатото дека не посетувал некој логопед или можеби и да самата рехабилитација се прекинала на сред процесот, едноставно тоа така останало, а некогаш и кога детето, например, бидејќи треба исто така дома да се вежба, да се употребува, ако детето не применувало и дома, и едноставно да биде ефектот половичен, да биде на логопед добро, а за дома и секаде надвор, и затоа тоа така да остане. Инаку, конкретно ШЖЧ, тие како гласови се многу виновни за јасноста во говорот, бидејќи во нашиот јазик има многу зборови каде што се вклучени тие букви и практично многу јасно се гледа ако некој дете има проблем со тие гласови. За Р тука ни е битен френулумот под јазикот, кој што може да биде краток и да го направи јазикот мрзлив, да не може да се подигне убаво горе и да не го добиеме тоа треперење, тоа Р. Па затоа тука ни помагаат сондите и шпатулите. За децата во домашни услови, наместо сонда или шпатула, се препорачува прстот. Значи, со чисти измиени раце да се движи ресичката под јазикот долу и да се изговара или ДДДД или ДН, каде што ќе побудиме вибрација. Исто за гласот Р, јас секогаш велам дека многу е важно колку што се вежба на логопед, бидејќи третманите обично се со континуитет 2 или 3 пати неделно, меѓутоа толку е важно да се вежба и дома, за да ја постигнеме и оваа рамка која што ја зборувавме од 3 месеци, бидејќи нормално дека ако не се повторува дома, може процесот да трае многу подолго, и резултатите да не бидат секогаш еднакво добри. Така. Сега, бидејќи говориме нели за развојот на говорот, на јазичните отстапувања, секогаш нели после првата година некако почнуваат тие изговарања на едно зборче, две и некаде порано, некаде подоцна, меѓутоа би сакала вие да, како еден совет до родителите, како да постапуваат со своите деца во домашни услови, за да некако нели правилно да почнат да им го поттикнуваат развојот на говорот, нели? Пред да почнат веќе да доаѓаат нели на 3 годишна возраст, како да се однесуваат со своите деца? Јасно, нормално дека говорот и јазикот кај децата, всушност детето прима аудитивни пораки, значи говор на јазични па аудитивен пат од мајката пред се и од своето најтесно окружување уште од првиот ден. Тука е многу важно, значи да се користат, имаме и дури сликовници за бебиња кога зборуваме за најмала возраст, кои што се интересни, и децата најмногу се мотивираат и се побудува вниманието ако им приложите дидактичко издание со илустрации, колор страници, и каде што треба да им се покажува што е ова, што гледаш ти, што например, како прави зајакот скока, жабата, ги многу помага имитирањето, значи родителот да имитира се она што му го чита, дали е приказната, дали е содржината, дали е одредена ситуација каде што е прикажано нешто, да се имитира, за да детето му се побуди интерес, меѓутоа и да почне тоа да имитира, бидејќи со имитирање кога детето ќе се труди, ќе видите го мести говорниот апарат, ја мести устата и тоа да вокализира, така веќе полека говорниот јазичен развој ќе се развие, и тие деца, поголемиот број од нив, многу е мала веројатноста и да имаат потреба толку стрикно од логопед, затоа што нивниот говорно-јазичен развој бил навремено поттикнуван, и исто така, кога рековте како да се однесуваат, треба да се внимава и на бебешкиот говор, значи некогаш родителите или блиските сите, некогаш имаме мало дете во
во окружување и знаеме така со една детска интонација дури малку и да ги извртиме зборовите. Меѓутоа некои деца исто како што велиме за цртаните филмови дека кај сите деца нема да придонесат негативен ефект, кај некои деца бебешкиот говор знаат така да им легне тоа убаво и за да привлечат внимание или да бидат интересни да продолжат и понатаму така. Меѓутоа тоа знае кај некои деца да придонесе да го вадат јазикот од уста, да го има тоа сскање, шешкање, значи да се зборува со милозлива интонација и сето тоа, меѓутоа да не се извртуваат зборовите, да се кажуваат во полна форма, за да не им направиме бебешки да говор, не ги збуниме, затоа што децата што слуша, тоа и имитира, тоа повторува. Сега јас како што напоменав, ти си магистар и она што го кажуваме да практикуваат некои корисни, како да кажам, вакви изданија. Ова е последното што ти го имаш напишано, односно создадено. Се работи за тоа што сега јас ќе покажам, внатре има вакви стикерчиња и треба детето, нели? Според неговата интелигенција да им го најде местото на... Да, ако може само малку да кажам, значи Весела азбука, тука е изданието... Како дојде до идеја? Фокусот ставен на... Па дојде идејата затоа што... Јас ќе покажувам, ти слободно говори. Ние логопедите, се што правиме во функција на проговорување, на изговор на гласовите. Така, значи практично за секоја буква има. За секоја буква има по една реченица, како пример, а по имите, односно оние зборови што се наведени во секоја реченица, се прикажани преку стикери, што детето треба да ги залепи, да ги пронајде, да ги исече, што за децата е на многу омилена активност, кога треба и да сечат, и да лепат, и да пронаоѓаат, што е една многу логичка активност, меѓутоа и многу забавна за нив, што ќе им го задржи вниманието, а може да биде и многу корисна за деца кои што се малку и поголеми, кои што веќе се и пред прво оделение, затоа што веќе и порано тргнуваат во прво оделение, веќе на 5 години, па дури и на самите тестирања бараат педагозите од нив да ги препознаат буквите, да знам да ги препознаат, па ете, тоа е еден одличен забавен тренинг и да ги научат буквите во нашата азбука. И ова што еднаш го промовиравме кога не ги беше излезено, чекор по чекор до правилен говор. Значи, изданијава ги покажувам, почитувани гледачи, за сите вас кои што сте заинтересирани, кои што имате дечиња, вака сега двете ќе ги ставам да ги видите. Можете да ги најдете во издавачката куќа Феникс, тоа е позади универзалната сала. И во нашето здружение. Добро, и во здружението Интеракција Плюс. И ние сме тука во близу, меѓутоа доминантно како што рековте во Феникс можат да се најдат. И се многу корисни за дечињата, сите оние кои што сакаат да си ги имаат, можат да си ги набават. Да кажеме само нешто и за чекор по чекор, бидејќи нели некои не слушнале. Така. Таа е логопедска вежбанка со 24 всушност дидактички логопедски вежби, а темите се секојдневни, меѓутоа интересното во оваа книга е што под секоја вежба има насоки, зашто е наменета таа вежба, односно што се очекува, па така родителот може да развие дискусија со своето дете врзана за поимите на секоја дидактичка вежба и ова издание многу помогна во говорот кај децата и ние не само децата што доаѓаат кај нас, туку и во градинките и така и во слободното опружување. Јас слушам дека навистина и децата многу ја сакаат, полезна и дека е илустрирана за деца, многу е важно изданијата да се илустрирани. Тоа најмногу го побудува нивниот интерес, а посебно што има насоки, затоа што родителите нас ни велеа ние имаме многу литература, многу сликовници, ама не знаеме што да му поставам прашање, како да го водам и тие насоки се многу корисни. Да знае родителот како. Еве уште еднаш, за сите што не следат, чекор по чекор до правилен говор и Весела азбука, креативна книга со буквите од магистар Ана Петровска. Многу интересни изданија, добро е да си ги набавите сите кои што имате мали дечиња, да можат нели да си го развијат менталниот склоп за да повеќе или побрзо мозочето им го развие пак говорот понатаму. Ана, само како за крај што би кажала до нашите гледачи?
Да. Јас сакам да кажам дека за секој говорно јазичен проблем постои решение. Родителите никогаш не треба да очајуваат дека ако се случи некаков проблем во говорот, леле сега готово што ќе се прави, меѓутоа многу е битно и најмалото одстапување, некогаш родителот и превентивно и консултативно да едноставно да си ги провери своите сомнежи, да се дојде на еден преглед. Јас си ги поканувам да дојдат и кај нас да закажат преглед на телефонскиот број 071 973 362. Секој работен ден од 11 до 7 часот навечер ние работиме, да се закаже логопедски и дефектолошки преглед, каде што обсежно ќе се види на детето што му треба, можеби некогаш и нема потреба од стрикна логопедска или дефектолошка стимулација, меѓутоа секој родител нормално дека сака да слушне, нели, докаде детето со неговиот говорно јазичен развој и нормално на децата што повеќе да им се чита, да се разговара со нив, а што помалку електронски влијанија уреди кога се во мала возраст, кога треба да го градат својот правилен говорно јазичен развој. И само како за крај, дали имаш воопшто сега идеја нешто ново да создадеш? Па да, имаме една нова книга која што исто ќе биде од логопедски карактер, продолжение на оваа логопедска вежбанка, меѓутоа сега е во изработка, уште па не би сакала многу да откривам. Во секој случај ќе се видиме во наредна прилика и така. Слободно да ме побераш, ќе те повикам пак и ќе ја промовирам да се разбира до нашите гледачи. Ти благодарам за денес, секогаш ми е задоволство кога ми гостуваш во емисија. Навистина многу опсежно и исцрпно ги објаснуваш работите и секако се надевам дека во скоро ќе го остварите тоа да си ја издадете таа книга која што планирате, логопедската книга за дечињата и да се видиме да промовираме до нашите гледачи. Благодарам. Почитувани гледачи, тука ќе ве поздравам и јас за денес. Се надевам дека сето ова што го кажавме беше навистина многу корисно за дечињата и за нивниот развој на говорот. Беше од ваша корист, уште повеќе што можеби ако некој од родителите забележал нешто невообичаено, тогаш веднаш да реагира и да се обрати до логопед и дефектолог. Кажа Ана, каде можете веќе да ги најдете, тоа е Сдруженијето Интеракција Плюс. Ви благодарам за вашето внимание, останете во добро здравје, грижите се за своето здравје, а ние повторно се гледаме за 7 дена во исто време.